Добар ден на сите. Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа, службен весник на РМ број 5/2002 и службен весник на Република Северна Македонија број 202/2024, председателот на Советот на општина Конче донесе решение за свикување на 11-та седница на Советот на општина Конче. Седницата ќе се одржи на ден 17.6.2026 година, среда, со почеток во 10 часот во просториите на општина Конче. За седницата го предлагам следниот дневен ред. Усвојување на записникот од 10-та седница на Советот на општина Конче. Точка 1. Предлог програма за одбележување на 12 јули празник на општина Конче и одбележување на 30 години од постоењето на општина Конче. Точка 2. Предлог одлука за доделување на златни плакети, признанија, благодарници и награди по повод одбележувањето на 12 јули празник на општина Конче и одбележување на 30 години од постоењето на општина Конче. Точка 3. Предлог одлука за доделување на финансиски средства за спортисти, работници и други лица кои имаат постигнато високи успеси. Точка 4. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за активностите на општина Конче во областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2026 година. Точка 5. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за јавните дејности за 2026 година. Точка 6. Предлог одлука за повлекување на отстапена противпожарна опрема на користење и чување на доброволно противпожарно друштво Горици оператива Конче. Точка 7. Анекс на програма за работа на Сдружение Организација на жени на општина Конче за 2026. Точка 8. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Конче за 2026 година. Точка 9. Предлог програма за изменување и дополнување на програма за одржување локални и полски патишта и зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на општина Конче за 2026 година. Точка 10. Предлог измени и дополнување на буџетот на општина Конче за 2026 година. Точка 11. Предлог одлука за усвојување измени и дополнување на буџетот на општина Конче за 2026 година. Разгледување на барања и советнички прашања. Дали имаме на дополнување на дневниот ред? Повели градоначалник и Серхан Сејат, така? Советници, значи, сметам дека дневниот ред оправдано треба да го надополниме со две точки. Првата е произлезена, значи, од минатиот совет. Тоа е бесплатна градинка за сите деца од општина Конче. Втората точка е извршување на, односно истражување на пазарот и донесување на наредниот совет одлука за набавка на ново службено возило. Кратко образложение, мислам дека за првата точка за предложена, сметам дека не станува збор за големи суми, ќе биде во полза на сите од граѓани, бидејќи, како што спомнав и последниот совет, значи имаме пракса веќе во неколку помали општини. Тоа е општина Лозово, општина Дојран и уште неколку. Сметам дека тоа би била добра одлука за сите граѓани. А втората е, бидејќи возниот парк поприлично возилата кои што ги имаме, дел се донации, меѓутоа станува збор за возила изамортизирани и сметам дека конкретно возилото што беше користено последниот пат од настанатиот дефект, утврдува се дека треба да се купуваат некои делови, односно
станува збор за компјутер, што вреде негде околу 700 евра и плюс компресор за клима, околу 200 евра, самото возило е со вредност од 2000 евра, така да сметам дека од тие причини, а и ќе додадам, значи во изминатите неколку години сметам дека со набавката на неколку донации, мислам дека имаме заслужено, ако земеме само колку за пример да кажам, значи имаме средено набавка на донација од 9000 евра, значи теренско возило за потребите на доброволното противпожарно, имаме набавено значи преку донација повеќе од 60.000 долара, значи за набавка на камионот Кипер и последното возило, значи во соработка со операција Флориан од Англија, значи возило во вредност повеќе од 200.000 евра со комплет попрема. Од тие причини сметам дека треба да дадете поддршка како општина, значи да имаме на еден начин и да ги скратиме наредните непотребни инвестиции. Мислам дека едно возило ќе видиме првично, ќе го испитаме пазарот, потогаш ќе има можност за наредната седница да донесуваме одлука. Тоа беше. Благодарам, градоначалник. Повели. Здраво на сете. Јас би сакал да надополнам сепак да мислиме како нели да гласа само да одлука да се ангажира јавното предпријатие за изчистување на каналите. Може ли да објаснам? Конкретно за кој канал? Значи почнувајќи од двете страни на самиот пат. За кој пат мислите? Тука е нашиот пат. Што се направени корид кон летките. Да, што имат направено. Мислам дека не е во надлежност, ние што може да направиме да пуштиме допис до ЈПД по Македонија пат, па да... Пошто реално да кажем, че сите што имат ниви, си имат натрупано со земја и каналите, мислам се натрупани и после целата вода по кој ќе падне дожд, значи се натрупуваат со земја и истата вода после се излева на самиот и раскопува самиот пат. Значи како точка, јас ќе одговорам веднаш, ние можеме да пишеме значи допис до институцијата и да инсистираме тоа да се направи. Во минатите неколку години е пуштено допис, мислам дека е последното беше одбележувањето. Сметам дека ние ќе оствараме контакт, дополнително Добро, тогаш можем да ви информирам за назад, да. А иначе немаме ингеренции ние како локална самоуправа да вршиме било какви активности. Благодарам. Гостава. Малку да појасниме сега во делот на бесплатна градинка. Градоначалник, дали сметате во буџетот да бидат обезбедени средства или плюс одлука за предлог одлука да гласи за обезбедување на финансиски средства за исплата на надоместоко за децата? Со предлог одлука Оти можеше да направиме едно истражување, ама може ако се донесе одлуката ќе видиме на кој начин, како значи се исплаќаат тие средства, финансиски како да биде сето тоа исправно подкрепено, нели? Значи во разговор со колегите од Дојран и од Лозово функционира на следниот начин. Градинката ќе има обврска секој крај на месец да достави фактура. И ние врз основа на таа фактура сега дадек задолжение од финансии да проверат, да речеме, која е рамката со која што може да стартуваме. И по доставувањето на фактурата, значи од наша страна ќе биде со одлука, апсолутно со одлука донесена. Надевам се дека советници ќе дадат позитивно мислење и ќе го поддржат овој предлог и ќе секој, значи тековно ќе се предвидат средства за од наредниот месец и така да се исплаќа. Оставам на гласање дополнителната точка бесплатна градинка за се... А тие основни? Не, заедно после. Заедно. Бесплатна градинка на сите деца од општина Конче. Кој е за? 7 за. Против? Воздржани? Воздржани 1. 1 одсутен. Дополнителна точка, одлука за истражување на пазар.
Одлука за истражување на пазарот на ново службено возило. Кој е за? 5 за, против, воздржани, 3, 1 одсутен. Го ставам на гласање за усвојување целиот дневен ред 11 плюс овие две дополнителни точки. Кој е за? 5 за, против, воздржани, 3, 1 одсутен. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Продолжуваме со усвојување на записникот од 10-та седница на Советот на општина Кончи. Кој е за? 5 за, против, воздржани, 3. Председател, само Повели? на прашање до сите вас луѓето од убарање. Не е точка. Гледам сега тука, Да. доведем ситуација, ама борет, нема проблем. Продолжуваме со точка 1, предлог програма за одбележување на 12 јули празник на општина Конче и одбележување на 30 години од постоењето на општина Конче. Дали имате прашања? Председател на комисијата, ако има некои прашања. Дали имате прашања во однос на оваа програма за одбележување на празникот на 12 јули на општина Конче? Доколку нема дополнителни прашања, го ставам на гласање предлог програма за одбележување на 12 јули празник на општина Конче, одбележување на 30 години од постоењето на општина Конче. Кој е за? 6 за, против, воздржани, 2. Продолжуваме со точка 2, предлог одлука за доделување на златни плакети, признанија, благодарници и награди по повод одбележувањето на 12 јули празник на општина Конче и одбележување на 30 години од постоењето на општина Конче. Дали имате прашања во однос на оваа предлог одлука? Серхан, вие се јавувате? Повели? Овде би сакал че дали ќе може дополнително да им се додели признание на овие првите луѓе што се подпишале нели од самото настанувањето на општината која е било оформено. Конкретно за кој луѓе се мисли, за првиот градоначалник, За првиот градоначалник, советник? за првиот градоначалник сек почен советник. Значи, сега може да се надоврзам и во програмата се сите назначени кои ќе добијат признанија, благодарници, значи ако се вршеше измена, требаше и на почетокот и за кој конкретно станува збор треба да кажете. Сега да кажеш дека и не И во може да програмата треба, да. Добро, поред. Дали имате дополнителни прашања? Доколку нема, го ставам на гласање предлог одлука за доделување на златни плакети, признанија, благодарници и награди по повод одбележувањето на 12 јули празник на општина Конче и одбележување на 30 години од постоењето на општина Конче. Кој е за? 6 за, против, воздржани, 2.
Продолжуваме со точка 3. Предлог одлука за доделување на финансиски средства за спортисти, работници и други лица кои имаат постигнато високи успеси. Дали имате прашање во однос на оваа предлог одлука? Доколку нема прашања, го ставам на гласање предлог одлука за доделување на финансиски средства за спортисти, работници и други лица кои имаат постигнато високи успеси. Кој е за? 6 за, против, воздржани, 2. Продолжуваме со точка 4, предлог програма за измена и дополнување на програмата за активностите на општина Конче во областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2026 година. Дали имате прашање во однос на предлог програмата? Доколку нема дополнителни прашања, го ставам на гласање предлог програма за измена и дополнување на програмата за активностите на општина Конче во областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2026 година. Кој е за? 5 за, против, воздржани, 3. Продолжуваме со точка 5. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за јавните дејности за 2026 година. Дали имате прашања во однос на предлог програмата? Не можем да најдем одлуката за избор на миналиот совет, нели, дискутираваме за да се контактират екстрадните уметници. Не ја гледаме со такава точка. Значи, тоа градоначалник помина, ќе дојде сега со анекс на програмата за Сдруженијето на жени. Така ли? Да, а го предвидеме во програмата за јавни дејности се зголемени средства. Да. Добро. Доколку нема дополнителни прашања, го ставам на гласање предлог програма за изменување и дополнување на програмата за јавните дејности за 2026 година. Кој е за? 5 за, против, воздржани, 3. Во ред.